Па здраво, другари! Фала многу на Skopje Drum Talks. Се надам дека ќе биде весело. Are you ready? Activate. Фала. Јас сум Миво. Најпрво морам да кажам огромно благодарам за Тека, за Баге, за Дино, за Даме, Skopje Drum Talks, пошто стварно се сетија на мене. Ова за мене денеска е многу лесна тема, пошто не сум некој експерт, ама сум многу голем фан. И веќе добри 10 години, додуше имав и прилика, пошто се уште работам за Роланд, да имам буквално целиот асортиман на дланка. Ама генерално поентава денеска ми да ви кажам дека ова не е само свадбарска алатка, пошто такво е доживувањето околу муштери, ве гледам цело време, мислам дека како електронец мора свадба да се свири. Не е многу поише од тоа. Не мора да е само електронец, може да биде рецимо, не знам, и акустичен со хибрид правилно како и да е. Би сакал да почнам само со кратка историја. Тука малце јас се зезнав, на пример тргнав ова цела историја, ама ова е многу. Ја уствари само Сантата мраз сум ја знаел. И генерално околу 55 години веќе се прават електронци или обиди за електронски бубњеви, значи уште почнувајќи во 60-тите години. Са тие првите се генерално првите 2 декади повеќе се синтесайзери уклучени на некаков пат со помош дали е тригер, дали е микрофон и замислете си како обичен миксер, секој канал посебно, одреден пат, одреден канал и сега тука што може да се смени? Може да се смени еквализација, може да се смени октавер, зборуваме за технологијата пристапна у тоа време. Значи,
не е ова што го знаеме ние као денеска. Сега ќе се потрудам со слига, нели нормално пошто сум бубњар не ги наредив. Ќе морам да ги барам. Али вака ќе биде полесно на потворање, онака ќе гледаш, не? Ја лично не знав за ова. Да не беше работилница, немаше ни да знам и баш добро е што паралелно со вас учам ја. Значи, Meazza италијанска фирма прави акустичен бубањ кој што е како хибрид, поточно има XLR влезови на сите елементи и не звучи како денешни електронски, него може да се манипулира пичот, например, може да се манипулира високи, да му се извадат басови. Пак е тоа акустичен бубањ, ама е сепак почеток. Значи, збориме пред 50 години. Следно нешто што е прво што звучи, пошто многу луѓе генерално се обидувале, ама никој не успел да направи патент, не успел да го пробие тоа. Например, на Моди Блуз бубњаров се вика, мора да го прочитам, пошто не се гледа. Грам Едж, он експериментирал со неговиот другар, ставале микрофони во бубњевите и ги уклучувале преку сајзери. Значи тоа добивале синт бој, не било као удар, као него било некоја мелодиска линија. Генерално прилично истрипано звучало тоа се. Од тука следен кој што ми е битно да ви го кажам, затоа што тој ќе се појавува после понатаму долго време, цело време низ години, на A-Stone, ова е ритам машина. Значи нема врска со електронци. Стискаш дугме, свири еден ритам, стискаш второ, трето. Арно се нашол Мангу Икутаро Какеаши, кој што после основач на Роланд, па потоцна и на АТВ, тој умрел лани, мислам дека преклани. Стариот успел да извади боите од тие лупови што се готови, веќе снимени студиски, да може да ги тригерува преку некаков систем. И сега него потом натаму доаѓаат 70-тите, каде што генерално електронска музика со сезерите е споена. Некако звучи све истрипано, мене ми звучи како на флипер и не знам што да ви зборам за 70. Не е перкусивен моментот да направиш грув, него повеќе како да свириш, како мелодиски, како маримба, како не знам. Од тука натаму веќе се јавуваат, значи на крајот на 70-тите, мислам, во 70-тите само би ги издвоил Крафтверк, затоа што имаат оригинален концепт кој што не проаѓа како патер, никогаш не се продава, поточно ако сте виделе еве го. Значи самото метална прачка му е врзана со жица со метални падови. И он устари кога чудри го затвора колото и добива звук. Пак не е ова денеска што го имаме, ама е новитет и никогаш не поминувало, никој не го патентирал, не било во мас продакшн никад. Имаме следно. 79-та на крај, најбитниот лик, и од тука почнува според мене се, Дейв Симонс. Он сакал да звук, му седели у просторија, не знам, вежбати, како се им звучало и ќе правиме да добиеме некаков различен звук. Што прави он? Во однос на FX-от, што може да го направи на самите бубњеви, само да ја покажам таа прва. Генерално не ги игра веќе само во однос на еквилайзер, ги игра во однос на бенд, на нойз, затоа ги добиваме овој звук. Најголемиот иновативец некогаш стана за, значи пошто кога доаѓаат 80-те години или се зборат сите Golden Age на електронскиве бубњеви. Таква била и музиката што ја слушале, едноставно цело време била со такви бубњеви. Ако не си имал електронец во 80-ти, џабе си имал бенд. Така го гледам буквално. Сега, ние сме научени, поготоа човештво е научено, кога ќе направи некој нешто, сите гледа да го ископира, така со телефониве, така е со сите други уреди. И сите други бубњеви, да не ви ги покажам, од Тама, Динакорд, Премиер, све што направило личи на овие хексагонални. Он сакал да се издвои, не му било нешто дека некој пех му било да биде хексагонално, него сакал да се издвои. Имам можност еднаш еден пат сум начекал ваков, тие се дрвени. И тоа е како да свириш на маса. Се тоа е интересно 2 минути ако сте биле у музичко и сте свиреле нотиве, ама после саат време болат раце, не е. И многу брзо неговата идеја умира, иако мислам генерално е во 80-ти главен, да не кажам. Имаме 1 милиарда слики од дека сакав се ова да поменам, ама сакав дека е многу, да не ви го топам времето, поише е интересно ова што ќе ви се најде вам утре, да може да го искористите и за себе или да имате познавање основно што може да ве очекува ако се налетате на електронски перкусии.
80-тите можам само да издавам уште дека освен овие што ги кажав дека сите го копираат Siemens, се тоа дека нели се тоа валјда претпоставам дека овие што работат студио поише знаат дека излегува MIDI стандардот во 82 година и тоа е еден голем пресврт затоа што генерално така и функционирала. Најобичен пример како би можел да ви објаснам што станува збор. Ова е пиезо. Овие се држат на вако. Тоа претпоставува физички удар, го прави електричен импулс, оди во джекот, джекот доаѓа во мозокот, drum brain, не го преведувате тоа, ќе почнат вицови за бубњари. И добивате звук. Сега разликата е што на пиезо, например, кога ќе сакам симбол чоук на овие, не можам со пиезо, дека ми треба свич да биде. Значи обично е пиезо свич, па ако има бел, па свич, уште еден. Технологијата е таа просто 100 години е истата, не е ништо сменето, освен последните 2 години со Роланд дигиталните добош и рајд. Не бе, супер Шемановски. Чути бар не свирам симфонија некоја точка беше позната. Да не ги потамлугам многу со историјава, одиме 90-ти. 90-ти се, веќе ако било 80-ти, значи Golden Age многу паѓа заради тоа што главно според мене тука се обидуваат да избегаат од овие електронски звуци кои што се сите премногу сетирани, премногу се, како да кажам, sci-fi за тоа време и модерни, и се обидуваат да пробат да извадат акустичен звук на електронец. Ама технологијата не го дозволува тоа и нема многу примери да зборам затоа што тука искачаат и фирми како Alesis, Yamaha прави првиот DTX го прави, Роланд има TD10 кој што веќе има. Генерално сите концепти што ги знаеме ние како меш кожа, како тригер, дабл тригеринг, трипл зон, сите тие работи се прават во 90-те, ама во однос на звукот не звучи тоа кул. И звучи така малце како чкарт, да не кажам. Паралелата што ја направила ако сте играле 80-ти години игри на флипери, знаете како аркейд, и во 90-ти кога првите 3D искачаат игрици, голема разликата. Сакаат да направат, ама не, за разлика од кога ќе дојдат 2000-ти. Значи така да голем скок е, ама не би потал со многу примери, пошто века имаме 20 слики кои што викам, нема логика, ништо нема да ви направи разлика. Едино нешто што ќе извадам дека во 97-ма Роланд во соработка со Ремо измислуваат меш кожа, значи се уште ги нема Ремо Silent Stroke за вежбање под ова, него мешот. И паметен потек го патентираат. И следните 20 години не сме никој да има меш, освен ако не им плати на Роланд. И затоа толку долго свиревме гуми на Yamaha, свиревме кожи обични на Alesis, а само Роланд има меш. До 2017 е тоа, значи. Сега тоа е, don't blame the players, blame the game. 2000-та. Прво, ова сакам да ви го покажам. За малце ќе го земев да го донесам, ама ќе беше превише. Кај нас ова го викаат електричната рабука. Све е, ама електричната рабука не е. Значи мултиперкусионистички пат. Колку што гледате коцкички на ова, толку има и звуци што може да ги сајнате. Од акустични звуци до електронски, до зборење, до ваши семплови. Генерално е првиот breakthrough за 2000-те години. Ја ќе го кажам дека е вториот breakthrough за 1000-тите години, само да го најдам, што според оваа информација што ги имаме во 99-та година, ама јас ова чудо го нема видено пред 2000-те. Тоа значи дека ние сме назад цело време. Значи ова е TD10. Освен мешовите, positional sensing, значи самиот модул препознава во однос на тригерот каде е поставен, дали свирите кон обрач, свирите навнатре. Мултилеери на звуците. Самиот мозок, ова е најбрзиот до сега. Од овдека, со тоа што го патентираат мешот, Роланд станува на некој начин да предничи следните 20 години. Има и други новитети, има и други, ама генерално до овој период мислам дека све што во денес како гледате е измислено веќе. Некои мали исклучици и отстапки има. Така да, затоа ги избрзав 90-тите, пошто генерално немаше ништо ново да ви кажам. Уште нема ни толку ни популарни бубњеви. 2003-та искача првиот семплер пад од Роланд. Тоа е претходникот на овој SX-от, ова е SPDS. И денеска се продава како лудо на старо. Денес да го ставите оглас, утре ќе ви се продаде. Убавината на овој пат е што луѓе кои што не сакат скроз да влезат во електрика, им требаат некакви звуци. Дали ќе се, не мора да се електрични, речеме од албум снимале некој добаш или сте си играле као Хетфилд со пушка на блекот и сакаш тој звук да го имаш на добаш, можеш да го семплуваш.
не е толку моќен, нема толку меморија како овој, но basically е the same thing. Нема некоја разлика, нема нешто што не може овој да го направи да не го направи SPDS обичниот. Сега во 2000-тите искачаат многу флагшип модели и од Yamaha, излага и од Roland. Генерално тука почнуваат тие за нашите услови што велам ја скапи бумњеви, затоа што имало и претходно тој што ви го покажав Симонсот одел до 65.000 до 100.000 долари. Па најчесто ги рентале за по студија, ама тоа генерално немало ни многу произведено, не било ни нешто популарно. Веќе се популаризираат во 90 и сакам да ви покажам ја. Овој го памтам ја 98 дека го свиреше Коко на Скопски фестивал. Ова беше мене од првите контакти со електроници. Ако се сеќавате, Тоши која пееше остане до крај. Овој бубањ. DTX двојката, да. Ја ми беше првиот што сум го свирал овдека доле дека работеа. Кога беше од напред ичено. Мислам дека беше овој, да, двојката е тоа. А ја стримот, тоа е само модулот со двата падови, зашто долго време го продаваа само модулот. Знам дека за падови можеше да има. Не се. Ова е крајот на 2000-тите, што излезе и ден денеска се продава. Значи, едно нешто ќе кажам. Ако купувате бумњеви на старо електрични, да се од најнови да се 2015, само Roland и Yamaha. Затоа што другиве компании не траат. Се кршат тригери, се кршат шинелите. Сум имал искуство, не се толку, не знаете кој како ги силувал претходно 20 години или 10. Све што е Roland, све што е Yamaha и од пред 20-30 години се продава. Но да не се претерува со цената. Ја мислам дека Дино го имаше овој, не 12 имаше Дино, така? 12-ка? 12-ка исто се помали падали однос само на томовите и една чинела помалку, али генерално истите опции ги има истиот мозок. Ова е легенда. Само не треба да се претерува со цените. Ако е купен овој 5000 евра пред 15 години, не може да биде са 5000 евра. А луѓето се многу врзани со електронски бумњеви, гледам по цените како се движат. Ги држат цените, не би требало. Иако станува збор за квалитет. Исто Yamaha да се нервирам зашто го немам тој жолтиот екстрим што беше, да го покажам, изгледа го имам избришано. Генерално не би требало толку да се прескапи, иако знам дека се скапо платени врзани, али во секој случај немате грешка со тоа. Ќе ви објаснам зошто понатаму, затоа што на крајот на денот може да ги користите само како MIDI контролер за друг. Ако бркате акустичен звук, треба да имате доста разбирање од компресија, еквализација и така за да можете да направите добар саунд од електронци. Ако бркате електроника, тогаш не ги имате out of the box, се готови овие. Добри се сите. Ама има скратен пат, ќе ви покажам после. Само да завршам уште малку со 20 некои, затоа што почнуваат луѓе веќе да прават и поголеми модели со full shell size, што ги велат, да личат како акустични. И само ќе ви извадам неколку модели затоа што сакам ова друго што ќе ви биде попрактично да биде. Само еве ги. Dramtec компанија постои од 80-та година, ама претходно само препродаваат. Никогаш не почнале да произведуваат. Од 2005-та моментално се едни од најдобрите. Ово го имам свирено чудо. Реално скупо е, не е ефтино, ама акустичен бубањ не му бега, затоа што има триплај mesh head. Овие се два, ова е една. Чувството е многу поблиску до обична кожа, за разлика од, например, исто имам свирено на кикот имам како се вика Silent Tone, ова од Remo Silent Stroke. Еден плај, многу одбива таа и многу е тешко да наместиш тригер сетинзи, секогаш ќе ти се дешава вториот нема да искочи. Ако ги намалиш, иначе ќе ти излагаат по два. Генерално, најубавите флагшип модели, сега ќе ви ги покажам, тоа е ова од лани. Кај беше и уште 706-ката. Зошто се овие различни? Во 2015-та излезе нова технологија на Roland, дигитален пад добаш 14 на 5
и Ride 18 е дигитални. Значи не се веќе со банана аналогни, него се дигитални. Значи има многу сензори. Тој самиот во себе има напајање. Кога доаѓа до модулот, на пример, не знам ако сте свирали некојаш на електронец, за римшот, за да излезе, некој пат ако ја држам кожата, ми прави дупл звук. На ова нема проблем. Каде да свириш на добошот, не ќе да ги носам денес, кај што е онака еден куп опрема донесов, нема да има време. Каде да свириш звучи како вистински добош. Од штраф на нашите иман, буквално се може да се тира. Осеќа електрицитет на руката, кога ќе на кожата, може да ја застанеш. Но немаш чинелава, обичната која ќе ја удрам, има појас со свич и да ја фатам за да застане. На неа не треба, треба само да ја спуштиш раката и одма запер. Значи тоа е некоја технологија, не сакам да испадне дека ја промовирам, затоа што сам не би ги купил сега, ќе чекам затоа што се само Добош и Ride, за дека не искочи цел кик, цел сет не би ги купил. Кога излезе цел сет, тогаш вреди се затоа што сосема нова технологија, како да ви кажам, како немало 3D па го измислија сега, до толку е добар. Генерално, уште еднаш ќе кажам, значи оваа историја е многу, ја ова сантата на мразот, сам се зезнав што почнав да барам ова, ја знаев доста од ова, ама колку мене ми се отвори мозокот, тоа е чудо. Од секакви семплер падови, од перкусивни инструменти, има гитари направено, има тарабукава. Го имам, ја го носам кахонов. Сега, ако сака Рад, ќе малце да ме одмори, пошто Павлака ми фати устава, да го испрезентира на кратко. Би било кул, да не стрипам нешто, а овие другите нека стојат вака, затоа што ќе ми требаат за вториот дел. Ај, Радко, најдобриот тамбураш меѓу кахонџиите. Или најболи кахонџи меѓу тамбурашите. Што да преместам? Ќе ја пренесам, не ја ќе зборам, он ќе лупа. Да. Малце да ме одмориш. Вака, зашто го земав Радко? Пошто Радко од пред 2 години го зема модулот, се продава и засебно. Значи некако кахон, затоа што тој има и микрофон и го има она од EA10 од Yamaha технологијата да препознава ниски и високи фреквенции, он ги поделува. Дали е кик, дали е добаш, пошто може да свири електронски звуци, може да свири кахонџиски, може да свири тимбалеси и свашта чуда. Сакаш небе се гледа? Светло? Ајде, понамо. Дојде. Ајде видиме. Ти се ефикат. Ти ги се избориш, ја? Да видам само... Различни се боите само. Таму ти се... Првите се со бубни. Нема врска, да првите се со бубни. Различни се сетинзи на самиот модул. Ги барам ти електронски. На FX на последното мислам дека треба се овде, ама една по една прој, Назад, 7. Ајде види. Не можам да ги намам банката која, чекај да. Намерно го земав, ама мислев дека исто тоа е. Мојот е на Роланд, ама е надворешен, така да овој сега и не сум го чепкал баш. Зашо не ги минја овде боите? Аха. Не 9, 8. Ги нема тие киковите така, мршните. Го нема дабстепот го бараш. Дабстепот го нема, добро. Ги има, не може да ги најдеме, пошто не сме спремни се од кутија го извади. Тие што ги бара се електронски бои, има дабстеп, има 808, има... Сигурно ги има овој, ама не можеме да им влезам, пошто ми мисля дека е истиот модул, ама не се ни дугмината исти историја, кој ќе видиш сега. Нов. Поинтата ми е, значи има за секој перкусивен инструмент, има модул некаков и некаков тригерин концепт кој што може да го направи. Значи збориме и дури од маримбик, силофони, од сите тие, значи буквално има опција. Сега, секој мора да знае до каде би влегол ован. Знам дека сите сме влюбени акустични
не знам, бубњеви, секојаш да биде акустичен саунд, поска по дрво, вакви кожи, онакви чинили. Генерално ова отвара многу повеќе, а ќе ви покажам и како акустично отвара следно. Најде некоја боја? Не би истата тоа. Тоа тимбалеси. Не знам. Нај пробај да? Ама него двој басот, чекај позади што... Не знам зашто. Ето го. Е, па позади сензибили... На десното. Ај прво пак. Друг осете, да. Нема само тоа едно дунгме. Океј, добре, јасно, да. Значи, и не само ше подобар и поевтин, ако веќе сме искрени. Затоа што ако имаш добар кахон, можеш, затоа што тој има и микрофон, не е само тригер, него го лови и твојот звук на акустичен. Е, сега тука тоа е малце за дебатирање колку го лови, освен за разлика од напред и позади микрофон да има, ама пак брка работа. Тоа е. Океј, кул, фала за Радко, малце за џабе го извадивме. Сега следното од преска што го одложувам, што ми е битно, што не ми успеа преска на проба, а тоа е значи поврзување како MIDI контролер со некој од софтверите. EasyDrummer 2, пошто е стендалон, полесен ми е за работа, арно, ама не ми го препозна модулот денеска, се си работеше нормално, не знам што му е. Во однос на звукот, некои луѓе многу го сака тој Roland или Yamaha звук што е генерално акустичен, што јас сметам дека далеку е од автентичност, за разлика од овие плагини и сите тие програми тапанарски каде што се во однос на тоа како се снимани секој засебен инструмент, колку микрофони, колку време е посветено, а не се леери, не се семплови. Роланд поинаку ги прави своите звуци, Yamaha исто, не е истиот начин на работа како што да речеме за Steven Slay, за EasyDrummer, за Superior Drummer, за било кој Addictive Drums, било кој од тие, не е истиот метод на работа. И секогаш овие ќе бидат подобри. Са штета што не можам, ако ќе удрам на ова, не знам зошто, не го препознава. Генерално мене ова многу ми заштеди. Само самиот момент, пошто секогаш нели одиме од тоа, не знам, вие постанови живеете нешто куќе. Ја цел живот сум устани, секогаш ми било фрустрација зашто немам 2 сата бале кај да свирам бубњи. Спас. Е сега, ако не ги сакате тие, рецимо, звуци, секогаш можете со некоја мала инвестиција, значи збориме звучна карта, евентуално некој од поевтиниме што се стендалон, да не се замарате да купувате DAW, додека со DAW-от веќе отвара па сосема нови опции. Ја откако го имам ова не одам во студио, снимам дома се. Сите можни тапани на светов акустични брендови чинели ги имам на располагање на клик. Стварно ми е жал што не успеав да го врзам за да видите, ама буквално функционира. Исто како што сега го удирам, треба да го препознае како MIDI контролер. Исто како MIDI сайзер кој ќе земете MIDI клавиатура, ја препознам. Не знам што е работа, дали кабли пробавме, свашта не бива. Битната работа ми е, опциите се неограничени. Во однос не само како алатка за вежбање или не знам за снимање. Јас ова го имам носено на многу настапи. Чак што више имам носено на тезга каде што немало простор ич, сум носел само с SPDSX и каде 7, што ќе го ставиме таму, ќе го искористиме, после ќе ми помогне пак за да го направиме хибрид. И една чинела. 90% од времето без SPDSX не едам никаде. Дали е само за клик, дали е за матрици, дали е за електронски звуци, дали е за некои звуци што се од албумите, дали некогаш едноставно не можеш да постигнеш со 4, 5, 6 души бенд нешто што се ставиле во песната, мандолини, чуда, може сето тоа може да го оцени. Како го правам тоа? Има повише опции. Мене најлесен ми е и најсигурен ми е со foot switch. Гитарски foot switch, лач, било кој, не мора да е бос.
внатре си има посебен инпут. Најчесто го користат, приметив и претходно го користев за да ги менуваш китовите. Значи имам песна 1, песна 2, песна 3, различни бои. Да, кул. Арнома на него можеш да асајнеш било каков звук. Ја асајнувам матрицата и пошто има foot switch 1 и 2, користам само да нема да почнам да пее, нема. Стерео кабел, ги линкувам двата пада foot switch 1 и 2 и во исто време тргнат два пада да работат. Што сакам да кажам? На едниот ми е ставена матрицата, на вториот ми е ставен кликот. Кликот, сега немам како да ја покажам, може да го асајнете да оди каде сакате. Има три аутпута има. Мастер, ова што го слушате вие, има саб и има фонс. Сабот генерално ја пуштам само матрицата за да може да се нивелира нормално гласноќа, пошто различни се сите, некаде има некои поагресивни песни, погласни се. Мастерот ми е овие перкусивни елементи што ги свирам, а фонсот генерално ми е за клик и за матрица у исто време. Претходно го правев тоа исто линкани два пада, например Кеци 2 ми беа, матрица со клик, ама се дешава пошто се мали, ја баш кај наочари носам, ова е светло. На темни бини ми се дешавало да го удрам. Тоа ако ќе го удриш или ќе застане или ќе почне па одново преку другото да свири, зависи како ти е сетирано, во секој случај е лошо. Не е кул. Затоа најболje и буквално крос на крај ми. Со Дарио на пример ги имам наредено 28 песни се сите, пошто генерално све е таму на мартица, 95% е од се. Таму ако ми се деси да застане нешто или да го удрам ја, не би можел, не ме оправда ништо во животов. Поентата е мора да има да се најде некаков сигурен метод за тие што сакаат да работат со матрици. Како семплови кул да си асајнаш, ама знаеш дека е еден рефрен, 4 такта е, 2 такта е, една досетка е толку. И да го сгрешиш не е страшно, ќе заврши или имаш секогаш на паник батон го гаси. Ама кога станува збор за цела матрица, низ цела песна, многу е битно да имате бар некој по-сейф начин, пошто систем fail safe не може да има матрица ако fail, не тоа е. Друго се. Од аспекти на користење за дома како алатка за вежбање, тука ќе се навратам само на моментот од као мисконцепции, митови некои. Електрични бумњеви биле само за деца, малечки се секогаш, не се малечки, ви ги покажа сликите, сега оди натаму. Тоа е исто као што Роланд и Јамаха прават концертни клавири да изгледаат, а дигитални се. Зошто кога може да го фати во една рака како си даде? Луѓето сакаат презенс на стејдж, јасно е тоа, ги прават така. Сега, факт е дека се скапи, ама на еден начин и мит е тоа. Се вратам на муабетот за студио. Студио не сум бил 7 години, се правам дома. Колку пари сум заштедил? Палици не сум скршил, не знам од кога на електронци, на акустичниот кршам се уште. Сега да седам 2 сати и свирам на палици ќе отиде сигурно. Но ова не сум скршил, еднаш ќе имам скршен, не знам ни како ми успеа. У 8 години свирење. Просторија не плаќам. Не одам никаде, можам у 2 сата да се, значи колку што е скапа алатка, толку има и на други места плаќате помалце, едноставно ви олеснува. Во најмала рака можам само да кажам, пошто се надоврзува на муабетот, абе вистинските бубњари свират само акустика, не е точно. 90% од модернава музика, у најмала рака SPDSX на сцена ќе видите. Со кој да е? Од генерално, освен ако не си сега секунда има уште ова да го докажам и таман чекам за да те наместам и тебе тука да работиш. Сакам најбитното ми е од се да кажам дека не е толку свадбарска алатка како да ви го, значи луѓето што се Роланд у Јапан, у Америка, тие научници не седеле тука да мислат на некој дека ќе свири дзинка само тоа у животот. Значи ова е направено за све, од метал до дабстеп, джез, сите можни стилови да ги покрие. Не знам зошто така се сваќа овдека. Сум го носел и на рок свирка, и на поп свирка, и на техно, и на како се вика со панчо на овие Cardi B, Mardi B таквите. Значи на све проаѓа. Сега може. Супер си во топ све што кажа. Ама SPDSX-от, семплерот, ја имам више не знам колку години, од 15 концерти, на 8 концерти ми има зафркнато до коска. Како? Ти во луп, а? Рипање семпло и прави и обратно. Колку ти е една песна, тоа што го видовме што ти го кажав? Колку мегабајти ти е песната? Ама јас тоа ако не го истражувам нема да го дознам никаде. Не, тоа е грешката. Значи, бар за Роланд има се. Буквално на YouTube, дури јас учам секој ден, не знам јас све од ова, не сум експерт, ама секој ден има, за разлика од, например, за Алесис и за Yamaha мултипадот, супер се тие, можам да ви кажам и која е разликата, буквално за нив знам, ама нема толку информации да најдеш на YouTube, туторијали вако. Кај тебе песните беа многу големи. Ти кликот го имаше 35 мега клик. Нема потреба. Значи, кај мене се 10-11 нормално. И исто звучат. Ја ти гарантирам, мојот семпл, твојата матрица да ја земам, да ја ставам на мојот на 10,
Значи, буквално со тој семпл ред, со 16 вакво, нема да осетиш ти надвор на пија и ти гарантирам ништо од разлика од звукот. Нема. А кликот нема потреба да ти трије. И sa тебе меморијата ти е оптоварена. Тоа е кога јас баде кога сакав да донесам пола станот кај мене од дома. И дојдов тука жива вода. И сега дека нема потреба, не ми работише Easy Drummerот, не ми работи Droid Cam-от да ви покажам дека за сетен си викам што се зајава џабе толку носев. Истото немаше потреба. Ова требаше само, буквално. Најдов друг момент дека што има исто проблем. Во однос на внатре во сетингот, тоа што ти го кажав првиот пат, како е, дали е one shot, како е луп, он не предвидува самиот процесор, ако ти е ставено на луп, дека ти нема да го удриш луп еднаш кога него ја пушташ цела песна да иде, а тоа му троши од меморијата. Ама и тоа се решава. Сега ти му стави поише меморија. Сега дали го прави истото пак? Ама песните пак ти се по 30 мега, така? Нема да ми се што 30 мега него прави, може нешто ми себе. Мене еве го. Кликнам така. Почиња. Случајно да го застанам, нешто внатре да изгуби контакт, ако изгуби, види што се случува. Некој пат го пушта сам. Поише ми од физички аспект, тоа внатре знам што јасно дека секогаш, значи нема ништо што е 200% безбедно, нема, мислам, глупо и да веруваме се луде. Може да ми падне на почеток на стварта дека свирф ми падна фусот, од кај знам дека било штрафен. Се случува се, не го преоптоварува со меморијата, тоа сакам да ти кажам само. Многу е тоа, ни на CD не е толку песната WAV 35 мега песна 40. Па баш кај Си управо, да, но никаде не е напоменато тоа. Ја никаде не гледам. па има меморија. Има меморија, така? Во однос, например, на тоа што можеш да видиш колку е кога ќе го отвориш овој програмот. Значи можеш да видиш колку имаш у него. И сега генерално у најмала рака бар кликот нема потреба да кликот и MP3 да го ставиш ке пее исто ти не е дека дури мене ме нервира. Ја кога не ги знаев кога го купив 2012-13 кога го купив, ја не знаев и на пример секогаш се мачев на пример ќе го пуштам сава, не знам дали иде у фронт. Не, иде у слушалица само, слушате. Кликот и ќе чекам да го погодам ја кога треба да почне. До толку не знаев како, ама генерално ми е секој треба, ако се фатиш со електронци, те чека работа во смислото да знаеш да го работиш натре, да чепкаш по вакви работи. Али ако има толку меморија, ако е фул нормално, дека ќе се с тебе телефонот ќе ти се блокира ако ти е пун со слика, а не да збориме за SPDSX. Овој како се каже Љубиша, мислам дека беше он исто многу го товареше, он имаше друг проблем во однос на не пренатрупан, него му се пушташе самата матрица, не му засунеше, одново му се пушташе као свири, так и одново ќе почнеш еднаш. Ама испадна кај него дека е нешто со тригер, го смени, мислам дека тригер толку беше. Кај мене на концерти ми се дешавало Тоа е до меморија. Пробај, олесни си ги, например, кликовите, направи ги, нека стојат тие матриците толку и сега плюс имаш и поише меморија. Колку го дуплираше? Епа, тоа е. Може ти си требало црвениот да го купиш. Епа, дете ти помогнав колку може. Требаше црвениот да го земеш. Океј, на кратко само за овој другиот дел што е, пошто на акустичниот бубањ, што може да му направите? Значи, буквално се зависи од каков семплер располагате. Дали е модул, дали е семплер, дали е тригер модул. Можете се да направите да биде електронско, може да направите да биде дел електронско, а може да биде нешто засебно. Акустичниот бубањ си акустичниот звук и евентуално можеме да додадам еве ќе го направиме на кратко. Ај баги секунду. Не е тука, ај Дино ти пошто кажа дека не е тука. Ти го запиша? А. Таманич, еве го. Ова ќе го ставиме само да имам светло. И продолжиш те сам да си правиш. Ајде, стој сам. Не бе, стави го таму десно до ногата. Седни си на бубањ. Добро, не мора да си ушај. Само може да ти мотам. Ти не мора кеци два и ама ти е баги ова Сталаков. Нешто добро. И еве да речеме еден тригер. Тој позади веле нема да смета. Чекај малку, само угаси го, Не бе, дали го одвртев доволно? Ајте го. Ајте го, готово. Овој кабелот позади, за да не смета.
Тој брцни го напред. Сега супер ке беше да може да видите што правам, ама тоа е. Аха. Тригер 1. Еве да речеме само колку да ставам една боја. Добро. Значи има еден обруч клеп. Сега пробам на ова да му... А сега... Имаме... Ово не го врзава? Уф, се извинувам. Ево, нека е. Добро. И сега овдека имам други независни од самиот SPDSX. Во него има опција да уклучите два тригера, стерео. Стерео обично се користат ако сакате да имате еден звук на обрачов, а друг да биде на вако, само да го поделам, тројка. Еве да речеме тука ќе ставиме некој Зашто? Овој не го дава? Зашто не го дава? 4. Клеп. Не ми го препознав тоа. Да не го брцнав многу. Стерео кабела. Мислам, ако кажем уште генерално, нека ме мавне некој со палица. Има безгранично опции само како перкусивен елемент. За тоа што ме праша Емил предеска со матрици, со цели делови, цели лупови, цели фрази, истото функционира све. Ги сенувате. Се нервирам што не можам да ви покажам позади на дисплеј, пошто компјутеров не ми препознава ни интернет, ни ништо не ми препознава од што се трудев да направам. Сакав да кажам само поентата немаше да научам како се прави, него да ви покажам дека е многу едноставно, зашто луѓето имаат обично страф од овие работи, кој ќе леле види колку има тука еден пуно датотеки, пуно опции за менување, мениво е огромно, од ефекти до трешхолди, буквално има цел ден учиш, ама сепак е инструмент. Исто како кога сте седнале прв пат на бумење, не можеш прво да го свириш, мора да научиш, има еден пун, не знам, диапазон на ефекти. Ајде сега да име прашање, пошто ја поминав све што ми беше битно да настегам за 40 минути. Ајде. Јас имам едно прашање од едукативен аспект. Ајде. Значи, за почетници, например, дали би препорачал некој што тек почнува да свири, дали е окей да почне со електронски бубневи или е подобно да се знаеме дека може респонсот и... Има се решава и тоа. И да и не. Сега, многу е битно за возраста, многу е битно музички, кон кој прават цели. Ако сака да свири джез, свири метал,
Супер е да го има, ама мора да има и акустичен. За почеток збориме. За некој што е веќе по-адвенс нема. Затоа што, например, сите тие коуч модови што ги имат, работи кои што едноставно човек нема нерви, знаме по себе, кога ќе седам нешто досадно да вежбам само со раце, ова ќе ти стара од почеток до крај, пошто те води, ти кажеш сега свириш ова, свири секстола, сега свириш осмина од точка, ти ги брои, ти мери, на крај ти дава и резултат, до толку е птен супер. Ама во однос на тоа што го кажаш со респонсот, например, јас ги имам решавано со под мешот ставам некоја мајца, ја заштрафувам од оздола, го добивам дури и по-мртва е од како се вика од обична кожа, но нема никогаш да биде заради тоа што брзината, ја бар тоа сум го видел, брзината на вибрацијата на самиот меш и на кожата е различен. Кога ќе се навикнеш на кожа, тачно од прилика знаеш кога некад ќе ти се погоди да е у брег, да е у дол и да ти пропадне раката да не ти се одбие. Овде секој пат исто. Нема разлика. Затоа не велам да, има опција, ако некој стварно е, тоа сакам да го кажам, ако некој е стварно за тој акустичен звук, убаво е да ги има двете, затоа што како гитарист, например, акустична свирил, тешко не се стиска 12-11, фаќа електричната, лета. Си има и таков момент. Секој си го наоѓа своето. Ја последните 7-8 години од како го земав, свирам исто и за настапи зборам и по дома свирам и на акустичен и на електричен. Акустичен не свирам дома нормално, ама секогаш има проби, ќе се отиде у просторија, настапи и како и да е. Тотално го препорачувам за почетници, но пак во зависност од стилот на музика да не оди само за само електричен. Ако ставаме збор за поп, за рок н рол, за народно, тотално нема потреба. Техниката ќе си биде супер, флолес ќе биде. Дури побрзо ќе напредува са, што е вистина. Ама не сакам да го гледат луѓе дека е мамење. Значи, овде ќе го отсвирам дабл строкот лесно, на 14-ката тешко. Помалце одбива. Ама тоа не го гледам ја како назадување. Исто како контрабас некој да му даде, да свири, да му даде бас после, исто лета, клавир да свирите, фул вистински акустични инструменти, да седнете на сайзер, полесно е. Ама тоа не ги спречи толку луѓе низ годините. Мислам дека технолошки не е толку назад електроника во споредба со синтесайзери и со електрични гитари, со други електрични инструменти електрични, што како што ќе оди натаму технолошки ќе најдат меш некој со 4 слоен, 4 плај меш, кој што ќе биде скоро ист. Работата е што е многу танко ова и затоа има чувство како на трамболина. Ама овие сам например, кој сака нека дое после нека проба, да го проба 3 плај, да го проба дуплиот. Не зборам за гумените оние падови што се тие се стварно како практис пад, исто е како на практис падови да свириш. Ама за како што и технолошки натаму мислам дека иде поблиску. Дигиталниот добош е најдобар пример тој што го направи, буквално и по звук и на осете каде подалеку. Сега се што е скапи, што е новитет, што најверојатно не можеш да го свириш освен со TD27 и со TD50, не би го купил заради тоа што ограничува колку можам да го користам. А скап е како цел бубањ акустичен да купиш. Тоа. Друг? Само 2 бенда беа конкретно со бубњар, а другите сите користеа дали падови, дали некои матрици, куцан бубањ, дали е тоа дали мислиш дека тоа е некоја закана за самата професија или не? Не, колку беше закана металот за джезот. Еве го и ден денес е. Никој не купи CD у 90-та година, освен Металика, Нирвана или не знам што. Никогаш не. Contemporary music, вака го гледам, гледај што осваја Греми. Последните 10 години осваја Греми, бубањ добаш немаш чуено, жица немаш чуено, клавир немаш чуено, све се електронски звуци, све се 808, све се... Ево. Не можеш на акустичен да го изведиш. А и што е најинтересно, па да бидам најискрен, не сум видел дека и тие главни фаци зверки извадил некој бубњар на бина со електроници. Ретки се. Овие Дрейк, не знам, Мигос, никој не користат уопште бубњар. Ама не значи дека као демек са крај на нашава работа. Не, напротив,
ќе помине како и све друго. Ја ова го гледам како исто со дабстепот беше 2 години лудило, со дабстеп не можеш да чуеш ни УВЦ. Нема. Ќе помине и тоа, ќе се врати. Джезот толку, значи 20-30 години стандардите напишани се супер, звучат и ден денеска, значи супер музика. И ден денес на 2021 да дојде на джез трио да отидеш, окей, кул. Металот едно време го немаше, пак да отидеш на метал концерт, супер ќе спомнеш. Исто и електронска музика, хаос, транс. Нагоре надоле не го гледате така, не го гледате како дека ова ќе ја земе работата на тоа или тоа. Ако ја земе работата на сите земе на ние, пошто нема бубњар. Кој носи бубњари? Бруно Марс, Ед Ширан нема, он ги тропа на луп, на рука, на гитара стварите. Ајде, кој? Ајде? Иван, ти дигна рука? Се чешеш? Били Айлиш има бубњар видов пред скоро, само не знам дали свири акустичен или електронен, само Повеќе се за сценски настап. Повеќе кај Дуа Липа има повеќе свирења, а на Ед Ширан е повеќе за сценски настап. Тие што ги гледаве најголемите концерти, тие се сам кај што е со луп. Значи нема ништо, буквално цело е со RC30, RC505, луп станиците од Бос. Значи не е поентата дали ќе како да кажам, дали свира, дали не свира. Поентата мене денеска што ми е? Да ви направам видео интересно, да ви отвори, например, ти овој звук кој ќе го чуеш, сикаш еј. Чекај, не го угасив, се извинјавам. Зашто мене овако е модерен звук сега не ме помогне, например, на рифот дома што го имам на гитара, да го ставам ова и да направам нешто ново. Треба да биде отказ за инспирација. Не мора да го носиш цел електронец. Доволен ти е SPD сексот со еден тригер, уште еден плюс за нога за да можеш да се зезаш нешто. А и тоа не е потребно. Може да земете и оној перк падот што е од 4000 од Алезис најефтинот и тој ќе ве отвори на некој начин. Има и поевтини варијанти. Можете и ако не сакате, са добро MIDI контролерите тие што ги прават тригерите да ги познае давот се малце поскапи, ама има на старо сум видел дека можете пак се да возите од лаптоп. Многу ми е криво што не успеа, пошто го правам 8 години сваќа како сега дека ве лажам дека не функционира. Функционира максимално. Можностите се неограничени, буквално. Дали некој има уште некој прашање? Ајде, сега имате. Не е прашање, сега да се надоврзам на тоа што вие го кажавте, дека ја имам приметено дека баш тие познатите што се, по Били Айлиш, Бруно Марсеве, и да имаат електронци во песните, на сцена имаат вистински бубњари. Точно. Со еве глуп пример, можеби не знам, ама Сладкаристика по 2009 што му се песните, сите се со такви цртани бубњари, а во Метрополис кој имаше концерт, еве Багет свиреше тако, и многу е појако. Да, ама во 2009 на Сладкар песните беа хип-хоп од 80-90, вајбот беше тој на музиката. Таа и трпе и такви и клепови да беа. Сега музикиве што се нема добаш, не можеш да чуеш. И не викам дека не. Значи и Бруно Марс што го каже убаво, свират сите акустични инструменти. Бубњарот му е брат, не знам дали знаеш. Брат му е на Бруно Марс. Што бил? Да, знам. И цел му истригеруван, значи буквално цел му е, ама не значи тоа дека не треба. Јас буквално двете ги свирам, многу сакам и акустични и електрични, не можам да кажам, ова ми е супер, ова не чини или обратно. Тука ми е најбитно да ви објаснам дека стварно е алатка како и за секоја друга. Не мора да одите до нака да ја заглавите банката и да купите са 5000 евра бубањ. Сам го направив. Ова е мојата 16-ка, имам ја 10, 12, 13, 16, два флортома. Купив од Перл држач онаков за кревање и еве го тригерот Роланд RT30. Толку е меш. Тоа него ни купив мешот со даме го менјавав за пат. Разликата од 10-ката и 30-ката ја имам. Ништо, само има некои сетинзи на новите модули што полесно ги препознаваат. Али буквално во однос на квалитетот на durability ништо. Прашање како го пуниш кикот, дали го ставаш повише материјал внатре, дали се постегнати? Сега ќе ти кажам за на овој меш. Ова е Roland Silent Stroke, значи ова е за вежбање, кожа не е. Не е меш како овие, не мислам, истата функција, исто е материјалот кој ќе го фатиш, пошто и Roland ги прави и овие други, Remo ги прави и овие другите. Него ова е единечна, one ply. Филинг на вистински бубен да ставиш кожа спорам кожа 16-ка, амбасадор или било како. Поише ако се Искуство лично некогаш нема добар респонс 10-ката тригер. Значи каков сетинг да вака, многу е различно, тоа сакам да кажам. И многу е различно од место до место, од бина до бина. Ако ти бубањот како тука сега што е бас бинот, ќе мора трешколо да го намалиш, затоа што од самата вибрација ќе ти може дабл тригеринг да ти јави, false тригер.
На кожа е многу различно од меш. На меш е позезнато затоа што овој еден плај не е триплек дебел како кога би го купил од Джо Беки, од Драмтек, овие големите на Роланд тој 222-ката, што е многу поразлична, многу е лесна, тарамбулина е. И ако не го намалам скроз, онака ми прави дабл тригерин, а ако го намалам повеќе, ако ќе сакам некој дабл строк да направам, да е кон, значи тезава да е вториот удар, да биде, не ми го искача првиот. А за кожа е полесно. На кожата можеш да си играш и не само со тригерингот, него и со другиот крв можеш да играш кај што нема да ти ги вади тие, како да ти кажам, од одредена сила, зависи која музика. На метал лесно се сетира многу. Ако го сетираш на обична музика, е малце потешко, пошто по динамичкиот опсек на свирењето кик, на поп, на рок и на метал е голема разлика. Метал тоа е едно исто, најбоље да ставиш флет да види чао предно. Мене што ми се десило на обична кожа, пошто експериментирав исто, најголем проблем ми е, како се например денеска, затоа баш може не види изгледам исто, например, не знам колку го пуштив ја ова да биде во однос на акустичен звук. Секогаш е битно да има или тонец или монитори на сцена за да можеш да го балансираш. Ако се оди со микрофон и со тригер, обавезно да се има дигитален миксер, затоа што не знаеш кога ќе ти се јави фазно поништување во однос на да се погледат во исти момент бојата од кикот и да ти се брановите вака. Ако се погледа да се у контрафаза, тоа го снема одеднаш и прави звук. И тоа е многу лошо. Ако имаш дигитален миксер, има фейс шифтер, го поменува, или ако си ко мене будала, Canon кабел, ќе земеш, ќе го одлемеш и наопаку ќе ги залепиш и тогаш функционира. Има многу работи за ова, ама како што поише ќе се навлекувате на ова, како јас што сум се навлекол, ќе биде и поинтересни повеќе ќе отвор. Мене ми е, не знам, стварно живам за да ми биде секој ден нешто ново интересно. Смачено ми е да слушам музика на што сум слушал од 8 модели ние. Да има сега нешто ново да искочи, да речат, еве го овој тригер искочи, звучи вака, ако го свириш има 4 зони, 4 различни тона, ја ќе идам ќе собирам пари ко будал и ќе го купам. Тоа е. Да искочи нов акустичен, а толку е сега, они може да експериментираат само со, како се викаат, bearing edges, оние на ивиците, само тоа, другото направено е све. Нема бољи бубен да направат од SQ2, од DW Collectors, нема да направат, може нешто ново да има, тоа е врвот. Нема од как кастом подобро да направат. А во ова има простори, тука ме радува, заради тоа може би сум поише навлечен, и слушам што викаше Тека за музикава, каде оди музиката. Малце наведам очигледно прашање, ама еве од сценски аспект. Која е разликата помеѓу електронец, односно електричен бубањ, електронски бубањ, со акустичен бубањ, кога збориме на сцена, ама кога кажувам сцена не мислам во лоби или свирка во некоја во кафиче. Не бе, не го описна жо. Баш стадионски. Концерт што се вика од аспект на енергија. Затоа што на пример не би можел да замислам електронски бубањ да дава истата енергија што на сцена би ја дал акустичен. Може. И тоа многу повеќе може. Најголеми овие брутал дед метал бендови, акустичен звук не си чул на кик. Никад. Тоа све е некој тригер со некаков модул, само што изгледа акустично. Затоа намерно на 16-ка ја конвертирав да изгледа како дека е кик. Имам и овој ваквив. Можев и со ова да додам. Види колку е мало. И со ова не изгледа презенс, ако сакаш ти да хедбенгаш, да го свирам ја 200 на саат ова. Тоа изгледа боле. Натаму оди технологијата. Не велам дека не се прескупи тие бубњови. Ама натаму оди Роланд ги прави тие. Yamaha има нова серија од пред 2 месеца, 3, што се со подолги школки. Strike Proto да леси веќе 10 години го прават. Значи, тебе изгледот е друг. А во однос на звукот, на тие што свира со тебе на бина голема, со голем мониторинг, не се мери каков звук можеш да извадиш. Затоа што можам на поскапите и на SPDSX-от да леерувам. Ја можам да ставам 3 добаш од еднашка и на крај дајренцо дозола или мала чајна 10 инча. И ме се слушаш ти, ќе слушаш значи опциите се неограничени. Сум го свирал и на голем стејдж, значи сум го свирал и на мал, би преферирал во зависност од музика, ако е поп, некад можеш цел да истераш. Ако е поише рок и да има на пример малце да сака тој презенс да се изгледа на големи чинели на 22-ка Ride, на 20 Cats Crash уште 19-ка, да, би се нарил сам, пошто прават и од ова чинели големи, ама се уште не ги прават толку големи затоа што не може тригерингот да го погодат. Во однос на тригерувањето на големите инструменти има технолошки недостатоци, се уште го провалуваат. И сите овие големи бубњови што ви ги покажам слики од 14-ка нема поголем флортом. Има 16-ка, ама имаат проблеми со тригерувањето. Потешко е, голем, многу вибрации има од центарот до за да го решат. Треба многу тригери, треба да оди дигитално, не аналогно. Иначе јас не би ги делал за стејдж. Тоа е, другари? Има уште нека нешто? Фала ти, одлично.
Фала ви.